Директоре, јас се благодарам што ја прифативте поканата и повторно сте во нашата телевизија како гостина. Зборуваме за актуелна тема. Започна грејната сезона, иако условно веќе е започната грејната сезона, сепак временските услови ни дозволуваат да ги заштедиме дрвата кои што се грееме оние на огревно дрво. Со каква статистика започнуваме? Ги доставивте ли навремено дрвата до граѓаните и до сите оние кои што оваа година планираат да се греат на дрва? Значи, ова година, за грејната 2018 година, во подружницата Белесица Струмица се склучија околу 7000 метра кубни огревно дрво за снабдување на населението од складиштата на подружница Белесица. Ова дрвна маса е само кога граѓаните склучуваат договор во подружницата и сакат да им бидат доставени до самите домови. Значи, ова количина моментално целосно е завршена. И пред грејната сезона, така наречено, значи, остануваат неиспорачани околу 60 метра кубни дрвна маса, која моментално склучуваат договор и чекат испорак. Значи, се работи за 3-5 дена би ги добиле. Кои денеска би склучиле, за 3-4 дена би ги добиле. Значи, од почетокот на оваа година, 2018 година, нашата подружница непрекинно склучува договор за огревно дрво. Со исклучок направиме за Дабот, кој го имаше во помали количини, прекинавме со договори, но од кога го испорачавме пред еден месец, пак почнавме да склучуваме договор. Значи, во подружницата Белесица Струмица моментално се склучуваат договори за ДАП и за бука, значи, кои немат уште набавено, нека повелят, нека дојдат, ќе им биде склучен договор за период од 3 до 4 дена, истите ќе бидат доставени до нивните домови. Тоа е за физичките лица кои сакат да подигнат. Исто така, испораката на огревното дрво е целосно завршена во основните училишта, кои уредно се поднесеа документација, ги дадоа нивните основни училишта на тендер, а нашата подружница излезе во пресред и ги зеде овие договори, мислам тендери, направивме договори, значи училиштата сите во Струмичко се снабдени со огревни дрва. Остануваат уште едно-две школи, тоа е Рич и Дорломбос за 7 метра, но тоа е количина сосем занемарувачка. Во наредниот период и она ќе биде доставена. Таму имаме на основните училишта однесено 1400 метра просторни огревни дрва. Значи, и ова година и училишта ги снабдавме со огревно дрво. Останува за снабдување на населението кое гравитира под планините или руралните средини, така наречени, кои изразуваат желба тие да си сечат, да си дотурат, да си превезуват. Такви сечишта имаме отворено речи во сите планини. Тргнувајќи Еленица, Рич сечиште имаме, кое непрекинно работи веќе 2 месеци. Во Трибичино имаме сечиште кое работи 2 месеци. Банско исто имаме сечиште. Мокриево, Сушица имаме. Иловица моментално го отворивме пред 3-4 дена. Таму масовно се работи. Дарлан исто отворивме и Готен. Значи, ова е снабдување на населението со огревно дрво од нискостебени шуми, исклучиво за собствени потреби. Значи, ова дрво, да напоменам на граѓаните, немат право да го продават, значи, освен за нивни потреби. Така, имате ли контрола на сечата? Токму во овие места каде Во овие места каде се работи се под контрол. Значи, тоа е контролирани сечишта со наши
вработени, шумочувар и исто така техничар или диспечер кој ги испорачува дрвата. По двајца на испорак. Значи, од ова дрвна маса до сега е испорачено околу 7000 метра кубни или 10.000 просторни, и имаме уште 4000 по плановите. Се по плански. Значи, уште 4000 дрвна маса. Во ноември и декември и ова дрвна маса ќе биде целосно испорачена или предвиденото ќе биде реализирано 100%. Техничката дрвна маса или трупците, производено, кои ги снабдуваме фирмите или правните лица, е 105% остварен плано, значи беа предвидени 6500 метра кубни, се однесени околу 7000 метра кубни. Значи, така да не само грејната сезона, сите делови од планираните производство е реализирано. Речиси до крајот на годината ќе биде реализирано.